Дали со Бугарија можеше да се склучи подобар договор? Видете, дали можело да се склучи подобар договор? Еве лично вас ве прашувам. Може би можело да се склучи подобар договор. Може би можело. Но мислам дека договорите тогаш кога се случија и тоа беа единствено можни решенија од кои што подеднакво бевме незадоволни и ние и другата страна. И ние и Бугарија. И ние и Грција. Сега, ако имаме можности за подобри договори, еве и таков став имаше, и од претседателката Давкова, и од премиерот Мицковски сегашен, дека многу подобро може да се издейства да се случат договори. Тогаш нека ги раскинат постоечките договори. Нека започнат процес нов на случување на нови договори. Подобро е нешто да се движи во тој правец, отколку да стоиме во место. Знаете, вие викате, например, дека имате договор за, не знам, хипотека, и викате, овој договор не ми е добар, и вие не го раскинувате тој договор. Чекате, останувате на тој. Ако е нешто недобро, носите одлука дека треба да се раскине и правиме некаков нов договор. Јас би сакал баш да видам дека оваа влада има капацитет поуспешно да преговара со Бугарија и да донесе подобар договор. Дали минатото ни го потврдува ова? Не. Ние 2008 година, ако прифатевме било каков компромис со Грција, преку предлогот кој што тогаш беше на маса, а тоа е Република Македонија во заграда Скопје, за односите помеѓу Македонија и Грција, а ерго омнес према други сите да си остане Република Македонија, тогаш не се прифати тој предлог од страна на тогашната влада на ВМРО ДПМН. После 10 години и ние имаме полош предлог секако и полош договор ќе имате. И така ќе биде со францускиот предлог сметате? Исто сметам дека и сега, како ќе поминува времето, така ќе добиваме полоши предлози и можности за решавање на овој проблем. И затоа е потребна храброст. Затоа реков дека во политиката треба да имате визија, но треба да имате и храброст таа визија да ја реализирате. Не можете да мислите на себе, на политичките поени, на политичката партија и така натаму, да не дадете ништо за државата, а да ги добиете сите привилегии кои што можете да ги добиете. Така да, еве, ВМРО ДПМН сега е на потек, тие ветие дека ќе направат горди македонци, горда Македонија и така натаму, за 2 години не покажаа дека не прават горди, еве имаат шанса уште.